Зголемена е свеста за купување преку интернет во Македонија, но од друга страна се уште има граѓани кои се скептични кон овој тип набавка на производи, пред се поради интернет измамите. Оние кои купуваат преку интернет велат дека позитивната работа е тоа што со ваквиот начин на набавка на производи се заштедува време. А од друга страна на вебсајтовите кои нудат купување преку интернет има поголем избор на производи. За македонските потрошувачи е интересно онлайн купувањето и поради големите попусти и атрактивните понуди што се нудат на овие сајтови или продавници, како и можноста купениот производ да им биде доставен до дома. Сепак има и такви граѓани кои се уште гледаат со скептицизам кон ваквиот начин на купување и го преферираат конвенционалното купување во продавница. Овие потрошувачи сметаат дека купувањето преку интернет е небезбедно поради интернет измамите, а се сомневаат и во веродостојноста на производите што се нудат. Битолчани, барем оние кои денес ги анкетирав, имаат позитивни искуства од пазарувањето преку интернет. Па најчесто околу некои така посетни работи и облека, но некогаш мислам не е облека. Не е да речам толку да можеш да ја пробаш како во вдешните бутици што се едно друго. Така, да ни би се случило, може би да ве зафркна да порачувате едно да добиете нешто друго или сте немале така? Нема таков случај. Се случува да подзаказни пратката, затоа се тие одговорни. Во рок од 60 дена, например од AliExpress, ако не стигни пратката, ја враќаат платениот износ, го враќаат и понатаму може ќе стигни пратката закочена, ако е застаната некаде во некој аеродромите. Понекогаш. А што е најчесто? Облека, техника? Облек, обувки, такви некои работи. А дали си има случајно едно да порачате, друго да ви стигне? Не, никогаш. Не, но искрено се интересирам околу тоа, па би сакала. Македонските граѓани лани потрошиле 18,4 милиони евра за онлайн трансакции, што е за 62% повеќе во однос на 2014 година. Според податоците на Народна банка за платежни картички уреди на кои тие се користат, бројот на трансакции направени преку компјутер или друг уред во 2015-та за прв пат ја надминал бројката од 1 милион и е за 33,5% поголем од 2014-та. Во овие трансакции влегуваат онлайн купување на производи и услуги, како и плаќања сметки преку интернет. Колку за споредба во 2010 година, например, бројот на онлайн трансакции изнесувал околу 107.000, а нивната вредност 2,17 милиони евра, што значи дека за 5 години овој пазар пораснал речиси 10 пати.